Во општина Радовиш денеска започна акцијата Македонија без отпад 2013. Денес учениците од основните училишта ги исчистија своите училишни дворови и училници, а според предвидените активности се одржаа и едукативни часови по екологија и подигање на еколошката свест. Оваа акција е дел од проектот Ајде Македонија, која утре се спроведува во целата држава, а овој проект има за цел да го исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места во околината, да се развие свест кај граѓаните за правилно управување со отпадот и да се развијат механизми за поддршка на граѓаните, општините и други засегнати групи за подобро да се справат со неорганизираното и незаконското фрлање на нивните заедници. Госпоѓата Митревска, која е директор на основното општинско училиште Никола Карев, за телевизија Кобра изјави. Така, значи, општинското основно училиште Никола Карев веќе трета година е вклучен во реализација на екопроектот и активно работиме на сите тие активности кои што ги зацртуваме со нашите годишни планирања, односно во годишната програма и планирањата на наставниците. Конкретни активности одбележени со временска рамка се реализираат секојдневно и можеме да кажеме дека многу убава едукација даваме на учениците, преку тоа и на сите останати субјекти, се со цел зачувување на животната средина, односно чиста и здрава средина за живење. Освен тие наши зацртани активности, постојано добиваме насоки од страна на Министерството за образование, кое што ни посочува Ден на дрвото, Ден на Македонија без отпад и така натаму. Ние активно се вклучуваме во сите активности, во сите планирања. Имавме првични податоци, добиено насоки да биде тоа 5 октомври, но добивме и дополнителни насоки и посочувања дека тоа можеме да го направиме во текот на оваа цела работна седмица и денеска. Значи, активностите наши не заостануваат, ќе кажам дека ги имаме постојано. Имаме неколку активности минатата седмица направено, па оваа седмица. Едукација на учениците со едукативни содржини и аудио и визуелни. Тоа е поминато. Еве сега во моментот учениците сите од прво до 8 одделение од нашето училиште се излезени веќе на терен по организацијата која што ја направивме заеднички со екоодборот во училиштето. Нашите ученици од прво до 5 одделение ќе поминат во контрола на училишниот простор, значи внатре во училишната зграда, собирање на хартија, она што тие ја селектираат по кутиите означени со налепници за хартија и за пластика по училниците, ќе ги однесат на соодветното место што е одредено за собирање во училиштето, а сите останати ученици кои што се од 6 одделение па до 8 одделение се излезени веќе надвор во училишниот двор, така што акцијата веќе трае. Тие ќе имат обврска да го соберат отпадокот, кој што предпоставка дека го имаат тие направено и се со цел за во иднина да внимаваме што помалку такви отпадоци да има, да ни биде убава средината за работа, за учење на самите нас, на сите, а со тоа да дадеме една поголема порака и за населението воопшто. Дали наставниците ќе им делат совети на учениците како тие треба да ја чуваат и заштитуваат животната средина? Да, реков дека тие едукации воопшто не изостануваат, тие постојано си течат и за време на часовите што ги имаат редовни ќе се одделат 10-15 минути на посебни часови и поминаа веќе едукации, реков и аудио и визуелни од Сабале. Добивме од локалната самоуправа видеоматеријал со таа намена, така да сето тоа е проследено и сега остануваат активностите на терен. Дали имате некои идни активности во врска со заштитата на животната средина? Да, активностите продолжуваат и ќе траат цела година, постојано, со постојани посочувања, наши планирања и реагирање на лице место. Секоја сабајле за време на големиот одмор ги пуштаме екопатролите на училиштето, кои што се во склоп на екоодборот, да едноставно им укажат на учениците во евентуално недолично однесување, посочување на корпите за отпадоци, што се одбележени, да ја подигнеме свеста сите заеднички. Можам да кажам дека од ден на ден сликата се менува, односно животната средина ни станува се почиста и почиста, но тоа не значи дека не треба да продолжиме со едукации, ќе продолжиме секако на учениците да влијаеме ние, а се разбира, тоа треба да го прават и сите останати субјекти, како родителите, па и пошироко.